Почитувани граѓани, почитувани новинари. Даниела Арсовска на штета на Скопјани ја стопираше изградбата на мостот Генерал Михајло Апостолски, кој ги поврзува општините Аеродром и Гази Баба. Ваквата одлука на Арсовска е на штета на граѓаните на општина Аеродром и спротивна на заложбите за намалување на сообраќајниот метеж. Дали градоначалникот на општина Аеродром Тимчо Муцунски ја поддржува одлуката на Арсовска за стопирање на изградбата на мостот Генерал Михајло Апостолски? Дали Муцунски ќе превземе нешто за да се реализира овој проект? Овој мост, овој капитален проект е многу важен за граѓаните на Аеродром и директно влијае на намалувањето на метежот во населбата, а со тоа и намалувањето на загадувањето. Во интерес на јавноста и на граѓаните на општина Аеродром, Муцунски треба да одговори на овие прашања. Какви подови добитоците претрпи општината и граѓаните на Аеродром од оваа одлука? Дали ова е единствена или има и други вакви одлуки? Што ќе преземете вие? Дали ова е единствена одлука зависи директно од градоначалникот Муцунски и градоначалничката Арсова, со тоа што сметаме дека и оваа одлука ќе биде повлечена за доброто на граѓаните, бидејќи стопирање на изградба на мост кој поврзува две општини, на кој би требало се очекува циркулирање на преку 20 до 30.000 возила во денот, кај што се растеретува сообраќајниот метеж на булевар Јане Сандански и булевар Србија, која е од непосредно значење на граѓаните и чива завршница ја очекуваат. Да не го занемаруваме фактот дека мостот во голем дел е завршен. Доколку ги послушаат граѓаните и нивните интереси, сметаме дека тој мост треба да се заврши и да биде пуштен што поскоро во употреба. Сообраќајниот метеж и проблемите со кои се соочуваат граѓаните на Аеродром и околните општини сметаме дека ќе бидат во голем дел решени со изградбата на истиот. Ние, како советници, како членови на Советот во општина Аеродром, за почеток го држиме овој прес, со што го прашуваме градоначалникот Муцунски. Исто така, на следната седница на Советот на општина Аеродром ќе се постави прашање, ќе се бара директен одговор од градоначалникот. Какви се неговите намери и што тој ќе превземе за решавање на истото. Сметаме дека стопирање на изградбата на мостот не е решение и е непочитување на ставот и желбите на граѓаните. Во благодарам.